J.D. Vance неколку минути од како беше избран за потпредседател на САД. По најголемото политичко враќање во американската историја ќе го водиме најголемото економско враќање во историјата под воство на Доналд Трамп. Ова е далеко од пределите на Средна Америка, Кентаки, каде што е роден Венс, но ова е местото што тој го вика дом. Кога ја запросив сопругата и реков, имам долг од $120,000 за правниот факултет и гробно место на една планина во источен Кентаки. Grandmother Bonnie Blanton Vance. Бабата на Венс била позната како Мамоу. He always came down here. Тој секогаш доаѓаше овде со мамоу. Го носеше на планина за да види што е планински живот и очигледно тоа му се допаѓаше. Тој е роден овде во Мидлтаун, Охајо и израснат е главно од неговата строга баба, која многу пцуела и поседувала 19 наполнети пиштоли во куќата. Со презимето на неговиот очув, J.D. Хамел победил на своите први избори. Иронично, тој бил потпредседател во неговиот клас во средното училиште во Мидлтаун. Служил како маринец, а потоа дипломирал на Државниот универзитет во Охајо. Потоа на Јейл, Венс се запознал со студентката по право Уша Чилукури, неговата идна сопруга. Венс стана познат на национално ниво преку неговиот бестселер во 2016 година Хилбили елегија, во кој се говори за работничката класа на Америка. Во документарецот Глен Глоус ја глуми неговата баба. Сакате да бидете некој или не? Со поддршка на поранешниот председател Доналд Трамп, J.D. Венс, момчето од Охајо, кое го сака Кентаки, беше избрано за сенатор од Охајо и само 2 години подоцна Трамп го избра Венс за свој потпредседател, но Венс претходно го нарече Трамп срам и тврдеше дека никогаш нема да е човек на Трамп. Сега, како номиниран за потпредседател, политиките на Венс ја одразуваат политиката на Трамп. И на прашањето дали поранешниот председател ги загуби изборите во 2020 година? No! Не, мислам дека има сериозни проблеми со 2020. Така, дали Доналд Трамп ги загуби изборите? Не со зборови што јас би ги употребил. Венс се против Кина и Источна Азија, а се противи и на војната помош за Украина. Камала Харис, од една страна, вели дека навистина се грижи за цивилите, а сепак таа одбива да му даде на Израел оружје, што му возможува да ги минимизираат цивилните жртви. Венс на 40 годишна возраст ќе биде третиот најмлад потпредседател во историјата на САД.